Утринава ви испраќаме топол поздрав токму од Музеот на македонската борба. Музеј каде што навистина нуди богата содржина и можеме да научиме важни лекции за нашата историја. Колкава е посетеноста во овој музеј и што е најавтентично уникатно што може да се види, ово утро слушаме од мојата денешна гостинка, историчар и едукатор во самиот музеј, госпоѓа Ана. Да ја посакаме добро утро. Ви благодарам, добро дојдовте во Музеот на македонската борба. И во самата најава напоменав зошто сме всушност тука, да дознаеме колкава имено посетеност овде. Каква категорија на луѓе најчесто доаѓаат во посета на овој музеј? Вака, знаете како, во текот на годината посетеноста има различни периоди на интензивност. Например, на топлите месеци кога ќе дојдат пролета и голема е посетеност од страна на учениците, затоа што посетата на музеот уствари е и дел од нивните екскурзии што ги имаат, но како и да е, самата поставка, содржината на поставката е во корелација со нивната наставна програма. Така да пред завршувањето на училишната година се случуваше дури не само од ученици, нормално тогаш беше поинтензивниот период на посета, пролетниот период, се случуваше дури по 500 посетители да има дневно во музеот. А што се однесува до категоријата на посетителите, секако таа е различна, затоа што содржината што ја нуди музеот е достапна за секоја категорија на луѓе, за сите возрасти, се разбира. И така да, например, во летниот период сега, повеќе можам да кажам дека е посетен музеот од странските туристи, без разлика од каде доаѓаат, меѓутоа мислам дека не испуштаат да го посетат музеот. Дали впечатокот е тоа дека имаме повеќе посета од странски туристи отколку од домашни? Интересот на странските туристи секако е голем и тие доаѓаат. Но не можам да кажам дека нема интерес и кај домашните посетители. Но секако треба да се негува таа навика, култура да се посетуваат во музеот. Музеите на територија на Македонија има преку 30 музеи кои што се воедно чувари храмови на културното наследство и имаат што да кажат. Така и овој музеј посветен на националната борба на македонскиот народ, поставувањето на темелите на националност и идентитетот, така да ги поканувам сите, и што нормално биле, и што не биле, да дојдат да го посетат, зборувам за домашните посетители, да го посетат овој музеј. Затоа што и за оние што биле, музејската поставка е жива материја, постојано е во менување, постојано колегите кустоси работат на надополнување, на наративот, на поставката, изложување на оригинални предмети. Секако има што да се види и што може да биде корисно и за самите нив. Напоминавте во самиот разговор дека има посети и од ученици, но што прави музеот за некако да го привлече вниманието не само на учениците, туку и на помладата публика, зборувам за тинејџери, средношколци? Така, да. Знаете како, нормално историјата може би на некој му се чини дека е малце потешко сватлива наука, меѓутоа целта наша е да се привлечат ети помладата публика, па дури тинејџерите, значи на некој приближен наратив интересно, а за нив да биде интересно, се разбира да посакаат и кои ќе дојдат повторно да посакаат да го видат музеот. Но за таа цел, па посебно за најмладата публика, организираме едукативни работилници. Тие се интерактивни, не само што се едукативни и образовни, туку се интерактивни, тие самите учествуваат. Дали е тоа преку игра, преку разговор и во кратко време траење, да речем, 1 час може да се замени место во училиште, тука да се не еден вид одржи, но секако со дополнителни информации кои што например, не се покриени во нивната наставна програма по историја. И секако целта тие кога си одат од музеот да се не само да се задоволни, него и да посакаат повторно да го посетат музеот.
Вратите на овој музеј се отворени буквално за сите и се прилагодени, односно постојат услови за лицата со попреченост. Дали лицата со попреченост доаѓаат во овој музеј во посета? Секако. Овој музеј оваа година ќе одбележиме 14 години постоење, отворен 2011, можам да кажам релативно од поновите музеи кои што секако имаат и техничка поддршка за лицата со инвалидитет, со попречености, но ние постојано работиме на реализација на програми, проекти за поголема пристапност на музеот и во самата поставка да биде попристапна за овие лица со попречености. Иако ние соработуваме со многу организации за лица со инвалидитет, попречености, но сепак и со нивна соработка продолжуваме да работиме. Мислам дека тој начин на работа за пристапноста на музеот е голема програма, која што секогаш има што ново да се направи за овие лица, но и нормално за лицата кои што посетители, кои што секојдневно би дошле во музеот. Пред самиот крај, освен тоа што се разбира, доаѓаме овде да научиме нешто повеќе за нашата историја. Во моментов најавтентично и она кое што се издвојува од се изложбата која што е поставена тукму овде за Владимир Полеџина. Што е автентично за оваа изложба и од колково значење да се постави една ваква изложба? Оваа изложба е многу значена за тоа што одбележува 45 години од смртта на Владимир Полеџина. Автор на изложбата е колегата магистар Илија Василевски, меѓутоа е и ексклузивна изложба за тоа што се изложени оригинални лични предмети на Полеџина, благодарение и соработката со неговото семејство, негови лични документи, разгледници од семејството, потоа тука може да се види и неговото лично досие, кој што прв пат е објавена од Управата за државна безбедност на Југославија. Неговото значење е големо, затоа што тој бил учесник во првото заседание на АСНОМ, ги подготвувал правните акти, ги втемелил исто така еден од втемелувачите на македонската држава после ослободувањето, но за жал, како и многу други дејци интелектуалци, завршил на Голи оток, но и затоа тука може да го видите прв пат изложено и неговото лично досие од Управата за државна безбедност. До кога нашите гледачи ќе имаат можност да посетат изложбата и воедно кога поточно се отворени вратите на музеот? Музеот е отворен секој ден освен понеделник. Тоа значи дека и сабота и недела работи за викенди од 10 часот до 18 часот, освен за државни празници, и би сакала да го спомнам моментот дека секоја прва сабота во месецот, значи е слободен влез за посетителите, како за домашните, така и за странските посетители. Ви благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго за ова вклучување. Благодарам и на вас за посетата во музеот. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека ви дадовме идеја каде да го поминете на слободното време и се разбира да научите нешто повеќе за нашиот идентитет и македонската историја.